Почитувани граѓани, вчера јавно ги презентиравме договорите за консултантски услуги при тендери на кланот Мицковски од Машинскиот факултет за потребите на државната елем. Непотизмот од Машинскиот факултет продолжува да го применува и во собствената партија, преку носителката на изборната единица број 1, Гордана Силјановска. Главното прашање што го поставивме вчера, а не ни беше одговорено, ќе го поставиме и денес. Зошто лидерот на опозицијата ја крие својата имотна состојба? Одговорот е јасен. Мицковски нешто крие. Тој лично е косопственик на 3 мали хидроелектрани, кој по примерот на Груевски и договорот со ОКТА има загарантиран 20 годишен договор. По цени на струја кој што ја плаќаме ние граѓаните. Секој еден граѓанин, секое семејство плаќа за овие хидроелектрани. Сумите кои ние граѓаните му ги плаќаме се следни. Или вкупно, кумулативно, во периодот од 2015 до 2019 56 милиони 802.821 денар. Затоа ја покачија, почитувани граѓани, цената на електричната енергија за повеќе од 100%. Затоа ја укина ефтината тарифа. Затоа не сакаа да се либерализира пазарот на електрична енергија. Денес станува појасно и зошто ист ваков 15 годишен договор му има доделено на Орце Камчев и фирмата Пелагонија Енерджи. Сумите се многу поголеми. За само 5 години на господинот Орце Камчев, односно на фирмата Пелагонија Енерджи, ние граѓаните од сметките сме издвоиле 33 милиони евра, или 2 милиарди 047 милион 591.275 денари. За сликата да биде комплетна. Или некој им помагал некој од регулаторната комисија за енергетика. Тоа во минатото не го знаевме, но денеска е јасно. Тој некој е председател на комисијата за енергетика на ВМРО-ДПМН. Елена Маркова, која како член на регулаторната комисија од 2011 до 2017 од функција член на истата гласала за доделување на лиценци на наведените фирми. Истата госпоѓа гласала за укинување на ефтината тарифа, за покачување на струјата на граѓаните за 100%, за неносењето, директно или индиректно учество, за неносењето на новиот закон за енергетика. Исто така, донела одлука и за исклучените граѓани од парно на територијата на град Скопје, кои иако не користат да плаќаат сметки за парно грејење. Почитувани граѓани, денес е последен ден од кампањата. Замислете што се може да направи ВМРО-ДПМН ако повторно им се укаже можност. Замислете го Мицковски, што ќе стори за себе преку вашите сметки од позиција на премиер. Затоа, во среда, на 15 јули, треба да гласаме за СДСМ и коалицијата Можеме.